Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. До крајот на октомври над 700.000 евра изнесуваат вкупните долгови на сите училишта во општина Кочани. Најголем дел се неплатени сметки за превоз на учениците, а остатокот се други трошоци за кои низ разговори со доверителите ќе се бара да не се блокираат сметките на училиштата. Задолженоста на училиштата во општина Кочани е толку голема што достигна над 700.000 евра и представува реална закана да го стопира нивното нормално функционирање. Подолг период, сите образовни установи се оставени без пари што им се неопходни за покривање на основните трошоци, па состојбата може да ескалира со блокирање на сметките. Јавна тајна е дека такво искуство има еден од директорите, чија сметка не функционира извесен период, а потврда за тоа дојде од градоначалникот Илиев на минатонаделната пресконференција. Точна ви информација дека едно од училиштата е веќе блокирано, а друго училиште е пред блокирање. Моја задача, покрај тоа што веќе направивме обиколка на поголем дел од училиштата, да ги погледнеме и состојбите, и со задолжувањето, и со моменталната ситуација каква е со грејењето. Остана уште две училишта да бидат посетени од моја страна и да ги тамо констатираме и проблемите, и она што луѓето го очекуваат од нас, односно раководните лица го очекуваат од нас, во кој дел ја очекуваат најголемата поддршка, а после тоа средби со доверителите првин во образованието. Решавањето на задолженоста во образованието е прв приоритет што ќе го решава новата локална власт, додаде Илиев, при што соопшти милионски суми што ги должат училиштата. Основно училиште Свети Кирил и Методи 6.616.773 денари. Основно училиште Никола Карев 8.198.961 денар. Основно училиште Малина Попиванова 859.393 денари. Основно училиште Раде Кратовче 1.019.667 денари. Основно училиште Крсте Петков Мисирков 1.085.185 денари. Основно музичко училиште Ристо Јуруков 238.072 денари. Гошо Вегетиев 24.131.151 денар. Таму ситуацијата е најдраматична. И Љупчо Сантов 1.161.034 денари. Или вкупно 43.310.236 денари долг на училиштата. Повторувам, најголемите износи се по основ за превоз на ученици. Факт е дека досега Министерството за образование не обезбедуваше доволно пари за превозот на учениците преку блок дотациите, па училиштата влегоа во магипсан круг на задолженост, што на крајот има сериозни последици и во работењето на локалната самоуправа. Затоа ќе треба повторно да се достави предлогот, што беше усвоен во март од тогашниот состав на Советот, а според кој општинската администрација се задолжи да побара од Министерството да направи нов начин на распределба на средствата за основното и за средното образование. Млад тракторист од селото Градец Виничко починал по превратувањето на тракторот и приколката полна со дрва. Неговиот татко, како сопатник на тракторот, се здобил со телесни повреди и завршил во Штипската болница. Нова сообраќајна несреќа што заврши со трагични последици се случила викендов во Виничко. 25-годишниот ИГ, жител на селото Градец, загинал на локален пат откако се превратил тракторот што го управувал. Се претпоставува дека причина за несреќата е дефект на возилото, што на крајот завршило со кобни последици. Според извештајот од секторот за внатрешни работи, во неделата околу 18 часот во полициската станица во Виница било пријавено оти кај местноста Лисичка во атарот на селото Градец се случила сообраќајка во која учествувал трактор Фергусон со приколка натоварена со дрва. ИГ, кој го управувал тракторот, излетел од шумскиот пат и од здобиените повреди починал на лице место.
На тракторот бил качен и неговиот татко, 54 годишниот ДГ, кој се здобил со телесни повреди, па со возило на итна медицинска помош е пренесен во клиничката болница во Штип. Увид на лице место извршила екипа од полициската станица во Виница. Инаку, ова не е прв случај со тешки и кобни последици при ваков вид сообраќајна несреќа во регионот. На крајот на март годинава загина 48 годишен жител на селото Липец, откако неговиот трактор се преврте на локалниот патен правец кон Виница. Слична несреќа имаше и пред една година во Тракање, кога жител на селото се здоби со тешки телесни повреди, откако возилото само се придвижило и го прегазило. Петнаесет издавачки куќи учествуваат на 12-тиот поред саем на книгата во Кочани, што во организација на библиотеката Искра беше отворен на 6, а ќе трае до 11 ноември. Любителите на пишаниот збор ќе можат да изберат книга од богатата понуда на издавачите, а годинава предничат дела од светски познати автори, како и детска литература и за возрасти. Отворен сајмот на книга во Кочани, 1460 наслови или вкупно 5091 книга нудат издавачките куќи кои годинава се 15 на број. На оваа традиционална манифестација, што се организира по 12 пат, представени се најновите и најпродаваните книжевни изданија за деца и возрастни, енциклопедии, лектирни изданија, белетристика и мал број книги стручна литература. Некои од издавачките куќи на саемот во Кочани учествуваат за прв пат. Годинава на саемот на книгата присуствуваат 15 издавачки куќи. Тоа е прилично голема бројка за библиотека како што е нашата. За прв пат оваа година учествуваат издавачката куќа Едука Мак, кои се ориентирани претежно на, не претежно, него исклучиво со детска литература работат. Може да се најдат повеќе едукативни детски сликовници, прирачници, квизови. Друга издавачка куќа која што за прв пат е оваа година тоа е Конгресен сервисен центар Полица, кој исто така има богата понуда на белетристика, на детска литература, научна литература. Останатите издавачки куќи исто така се многу добро познати на граѓаните, на нашите читатели, сите големи, реномирани издавачки куќи како што се Мадица Македонска, Култура, Наша култура, Македоника литера, издавачката куќа 3 се присутни и оваа година и имат голема понуда на нови изданија и изданија кои се многу барани од страна на нашите читатели. Издавачките куќи и годинава со богата понуда и најнови наслови и изданија за сите возрасти. Претежно се занимава со издавање на енциклопедиски изданија, значи имаме изданија од секоја област, и од дела на географија, на историја, на биологија, значи сите прекрасни дела. И користам прилика да се заблагодарам на Матична библиотека Искра, која што ни овозможува значи да луѓето од источниот дел на Македонија да осознаат се што поседуваме ние како издавачка куќа и голема благодарност што достапија простор значи за нив и убава можност за сите граѓани на Источна Македонија да повелат да дојдат за да видат што имаме ние стварно прекрасни дела. Сега имаме неколку нови дела кои што се моментално излезени пред само неполночи месец. Станува збор за книга Голем семеен советник за здрава искрена, тоа е најново дело кое што го имаме моментално и илустрирана Библија. Оваа година по саемски цени имаме 30% попуст на сите производи, нудиме различен број на книги. Повише имаме детска литература, но и за возрастни исто така. Повелете слободно, можете да погледнете што нудиме. Воедно представуваме и други издавачки куќи, како што се Просветно дело, Алби, Тримакс, српски изданија, англиски изданија. На нашиот штанд може да се најдат од детски книгички за возрастни, белетристика, крими, љубовни и така натаму. Моментално имаме нова едиција со сликовници, едиција животни, едиција превозници. Тоа ни е најнова едиција моментално. И така, актуелни се секогаш психолошките романи. Имаме нови исто српски книги, англиски. Дојдете, повелете, ќе видите.
Саемот на книгата за отворен го прогласи директорката на библиотеката Румена Тодорова, а на отворањето присуствуваше и градоначалникот Никол Чоилиев и председателот на Советот на општина Кочани Томе Солевски, а истиот ќе биде отворен до 11 ноември и љубителите на книгата ќе може да го посетат секој ден во периодот од 10 до 18 часот. Саемот на книгата се одржува во склоп на одбележувањето на манифестацијата Месец на книгата, во чии што рамки се одржуваат и литературни читања во училиштата од страна на членовите на литературниот клуб Копнеш, а се одржа и традиционалниот надпревар млади библиотекари. Во Окочани во трговскиот центар изработен мозаик како дел од проектот на Сдруженијето на граѓани Добре дојде Македонија Welcome Center од Скопје во склоп на манифестацијата Нов културен бран, што се реализира во соработка со Центарот за култура Бели Мугри. Целта е промовирање на мозаикот како креативна индустрија и да се поттикнат младите да работат мозаици. Сдруженијето на граѓани Добре дојде Македонија Welcome Center во склоп на манифестацијата Нов културен бран во 2017 година во соработка со Министерството за култура и Центарот за култура Бели Мугри од Кочани работи на реализација на проектот под наслов Мозаик соработка во традиција и современо живење. Како дел од овој проект, младите уметници, мозаичари Блашка и Санда Миеви од Скопје на парапетниот зид спроти кафе барот Авангард во трговскиот центар во Кочани изработуваа мозаик. Целта на овој проект е малце да го потикнеме мозаикот како креативна индустрија. Ние во Македонија велиме дека Македонија е земја на мозаици, меѓутоа младите све помалце знаат и имаат искуство во работа со мозаикот. И овој проект е малце да ги потикнеме младите заедно со мозаичари кои се професионалци да работат и ова е настан интеракција на мозаикот заедно со граѓаните. Многу ми е драго дека има деца кои почнуваат и се вклучуваат во ова, се вклучуваат мозаици, го поздравуваат овој чин, значи изработка на мозаикот и многу ми е драго дека Кочани е дел од овој проект. Мозаичарите Миеви од Скопје на мозаикот работеа со помош на талентираните ликовни уметници од Кочани, но со поставување на парче мозаик се вклучија и граѓаните на Кочани и градоначалникот Илиев, кој што беше присутен на настанот во поддршка на мозаикот и неговите традиции кои ги имаме во наследство, како и врз основа на модерните текови на ова поле. Општински надпревар во роботика се одржа во Средното општинско училиште Гошо Викентиев со цел избор на најдобрите ученици кои што ќе ја сочинуваат лигата што ќе земе учество на меѓународниот надпревар што ќе се одржи во Нови Сад, Република Србија. Темата на овогодишниот надпревар беше хидродинамика, а од учениците се бара заеднички да откриваат и решаваат проблеми од секојдневниот живот поврзани со водата. Околу 30 ученици од Средното општинско училиште Гошо Викентиев учествуваа на општинскиот надпревар во роботика, што викендов се одржа во училиштето, а преку кој што треба да се изберат најдобрите ученици во лигата за учество во програмата, која што преку истражување, проекти и тимска работа, учениците треба да се заинтересираат за кариера на научно-технолошките науки. First Level лигата не е само роботско такмичење, туку сеопфатна програма која преку истражување на проекти и тимска работа, програмирање и конструирање на роботи, децата на возраст од 9 до 16 години треба да се заинтересираат за кариера на научно-технолошките науки. Во светот оваа сезона ќе учествуваат повеќе од 300.000 ученици, а мисијата која е составена од лего коцки е иста за сите деца во светот. Децата не работат едни против други, туку тие заеднички откриваат и решаваат проблеми од секојдневниот живот, поврзани со водата, која е и научна тема на овогодишниот надпревар. Оваа година ние ќе учествуваме на меѓународниот надпревар во Србија, кој ќе се одржи во Нови Сад, а ќе учествуваат 19 тима од Србија и ние. Првите 3 најдобро пласирани тима ќе се пласираат за Адрија лигата, која ќе се одржи во Словенија, а во неја учествуваат Словенија, Хрватска, Србија и Македонија. Следна наша цел е да создадеме лига на ниво на нашата држава, со што и ќе добиеме директно учество на Адрија лигата на 3 наши тими.
Инаку, на надпреварот за прв пат од неговото организирање учествува тим од Македонија, а тоа е токму овој тим ученици од Соугошо Викентиев, кои што, бидејќи се уште немаат своја лига, кочанските ученици ќе учествуваат под Лигата на Србија. Анастасов додаде дека пријатно се изненадени од преголемиот интерес од страна на учениците, кои што ја поминаа досегашната обука и од кои ќе треба да се изберат 10 најдобри кои што ќе ја сочинуваат лигата. Во Домот на културата Тошо Арсо во Виница отворена изложбата на плакати на Маријана Иванова. Станува збор за изложба која што е во рамките на манифестацијата Нов културен бран, која финансиски е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија. Само кога нешто сакаш е возможно да полеташ на крилјата на фантазијата и да стигнеш до толку различни области на човечката комуникација и битие. Маријана го сака плакатот и е јасна во секој нејзин плакат. Без разлика на тоа дали поставува прашање или изјавува позиција, таа успева да го закове вниманието на гледачот. Нејзините дела ја провоцираат нашата чувствителност и оставаат трајни траги во нашите мисли. Вака накратко зборува за талентот на Маријана нејзиниот професор Ѓорги Јанков, раководител на катедрата за плакат и визуелна комуникација во Софија, кој во Виница ја отвори првата самостојна изложба на плакати на неговиот студент Маријана Иванова. Изложбата на плакати опфаќа 50 плакати изработени за време на студиите во Националната ликовна академија во Софија, Бугарија, под менторство на професор Ѓорги Јанков и асистент Ненко Атанасов. Темите на делата опфатени во изложбата Импостер опфаќаат различни видови на плакати, социјални, културни, рекламни, јубилејни, со акцент на дипломската работа, 7 плакати инспирирани од делата на нобеловецот Херман Хесе. Овие плакати повеќето од нив веќе се изложувани на многу изложби во Македонија, Бугарија, некои од нив и на интернационални изложби во Турција, во Иран, во Велика Британија. И оваа вечер за мене е значајна по уште една друга причина, освен оваа моја изложба, тоа што оваа вечер земам учество на интернационална изложба на политички плакати во Детройт, во Мичиген. Годинава за мене беше една од моите најплодотворни години, зедов учество на 10 интернационални изложби и ми е мило што го заокружувам мојот успех со прво самостојна изложба во мојот роден град. Маријана Иванова, која во моментот е на магистерски студии одсек плакат во Бугарија, зад себе има учество на 35 групни изложби, а изложбата во Виница е во рамките на манифестацијата Нов културен бран 2017. Следуваат информациите од спортот. Со освоени 7 медали се вратија џудистите од џудо клубот Гладиатор од Кучани од меѓународниот турнир што викендов се одржа во Скопје. Златото го освои Стефанија Павлова. 1 златен, 1 сребрен и 5 бронзени медали освоија џудистите на џудо клубот Гладиатор од Кучани на меѓународниот турнир во Скопје. Во силна конкуренција од клубови од 14 земји учесници и повеќе од 500 надпреварувачи, кочанските џудисти се вратија со освоени 7 медали. Џудо клубот Гладиатор од Кочани настапивме со 7 своји надпреварувачи во различни старосни тежински категории и имавме прекрасен успех каде што се закитивме со 7 медали. Имаме 1 златна, 1 сребрена и 5 бронзени медали. Најуспешна беше Стефанија Павлова, која што настапи во 2 старосни категории и освои златен медал. И во моментов на меѓународно ниво котираме зад Србија и зад Бугарија, каде што мислиме дека на наредното првенство ќе котираме и на второто место, ако продолжиме со вакви интензивни подготовки кои што ги работиме во континуитет. На Кочанскиот џудо клуб му престои учество на меѓународен џудо турнир што на 25 и 26 овој месец ќе се одржи во Софија, Република Бугарија. Кочанските џудисти интензивно се подготвуваат за таму, од каде што очекуваат голем успех и добри резултати. Викендов се одиграа правенствата во првата фудбалска лига за жени и во втората лига Исток во машка конкуренција. И двете екипи од Кучани беа домаќини, при што Осогово доживеа нов пораз
од 4:0 од Кавадарички Тиквеш, а женскиот фудбалски клуб Кочани на Никола Мантов со резултатот 12:0 го победи Њу Јорк од Скопје. Ниту 11-тото коло во првенството на втората лига Исток за фудбалерите на Осогово не донесе радост, иако играа на домашен терен. Надпреварот против Тиквеш 1930 од Кавадарци на Никола Мантов беше далеку под нивото за да се нарече првенствен, особено според играта што ја прикажа нашиот второлигаш. Тоа е и главната причина за високата победа на гостите од 4:0 и за дефинитивното губење на битката за поместување од дното за Осогово. Кавадарчани дојдоа во водство уште во 7-та минута со погодокот на Дуни Магловски, а победата ја потврдија со трите гола во 52-та, 69-та и 82-та минута, што ги постигнаа Вареловски, Бакрачевски и Митев. За разлика од нив, жолтосините не се забележуваа на теренот, а со слабата игра не создадаа ниту една поволна шанса барем да постигнат почесен гол. Со тоа Осогово останува осамено на дното, со 7 бода и негативната гол разлика од 20 примени погодоци. Во следното коло, екипата ќе гостува во Радовиш на средба со Плачковица. Викендов се одигра и 6-тото коло од првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. За разлика од Осогово, девојчињата од женскиот фудбалски клуб Кочани беа многу подобри и со убедливи 12:0 ја совладаа екипата на Њу Јорк од Скопје, која годинава за прв пат се надпреварува во лигата. Дека гостинките нема што да бараат во Кочани, се виде уште на самиот почеток, кога при првиот напад во 5-тата минута домакинките постигнаа гол, а до крајот на првото полувреме веќе водеа со 6:0. Во вториот дел постигнаа уште 6 гола, со што заслужено ги освоија бодовите. Инаку по 3 гола постигнаа Петровик и Благонова, по 2 Ѓоргиева и Атанасова, а стрелци на по еден погодок беа Игнатовска и Иванова. Со 7 бода од изминатите 6 кола, во моментот ЖФК Кочани се наоѓа на 8-то место. Во следното, 7 коло, екипата ќе има тешко гостување во Скопје против лидерот Драгон 2014. Во втората футсал лига се одигра третото коло, во која екипата на Унипап на домашен терен се сретна со Овчеполе од Свети Николе. По двете победи и максималниот број бодови од претходните 2 кола, домакините беа фаворити, но не го оправдаа епитетот и загубија со 2:4. Гостите први дојдоа во водство, што до крајот на првото полувреме го зголемија на 3:1. За разлика од нив, домакините беа несигурни, па од 3 пенали реализираа само еден. Во вториот дел, Унипап го намали водството на 3:2, но во последните секунди од средбата прими гол, со што им овозможи на светиниколчани да ги освојат бодовите. Вториот кочански клуб во лигата, Торпедо, гостуваше во Тетово на надпреварот против Шкендија и загуби со 6:2. Во следното четврто коло ќе се игра градското дерби, при што Торпедо ќе му биде домакин на Унипап. Почитувани, со информацијата за времето го завршуваме и ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.